И покрај лошите временски услови, со засилено темпо се изведуваат градежните зафати на автопатот Кичево-Охрид. Станува збор за најкомплексниот инженерски зафат, не само кај нас, туку и во поширокиот регион. На делницата од 57 километри се применуваат напредни градежни решенија за стабилизација на теренот, со цел автопатот целосно да се доизгради и да биде стабилен и безбеден. 40 километри се ставени во функција. Граѓаните очекуваат час поскоро да се вози по оваа делница, која почна да се гради во 2014-та. Тие раскажуваат како било да се вози 11 години по пат на кој што со години работник не виделе. Почна да се гради, ми се чини дека 2013 година, обеќано беше 2019. Ништо од тоа, јас патував секој ден на истиот пат. Значи тоа е хорор. Тука е малу и нашата алкавост, мислам, македонската алкавост. Тука имаше нешто се избрза, меѓутоа ајде, тоа е поширока тема. Ке ботун. Тука неиспитани работи се, дај Боже да биде побрзо. Јас сакам да биде побрзо. Се гледа се дека се работи на патот. Ќе се надеваме ќе го држат зборот. Мислам дека ќе го завршат. Работите сега се одвиваат на најкомплицираниот дел од теренот, каде патот минува низ планински и нестабилен терен, вели министерот за транспорт и врски Николовски. Најголемиот проблем е кај селото Ботун, цела планина буквално се спушта таму ќе одиме со стабилизации кои што ќе одат внатре во земја, 14 до 21 метар ќе се спуштаме во земја. Чисто за слика, тоа се згради од 4 до 5 спрата, вака да имате представа за која висина зборуваме. Толку ќе се спуштаме надолу со техники кои што се модерни, кои што се најнови во инженерскиот систем. Владата наследила проект во кој немало решенија за критичните косини долж трасата, бидејќи не биле извршени никакви геотехнички и геолошки истражувања на терен. Се работеше за 16 свлечишта, за 14 се изготвени проекти. Кај најголемиот дел од нив се применува метод на стабилизација со заштитни галерии. Едната кај село Извор е веќе готова. Ресорниот министер не отстапува. Автопатот ќе биде готов најдоцна до март 2027. Искрено верувам дека со тоа што во догледно време очекуваме автопатот да биде завршен, што ќе представува една дополнителна позитивна карактеристика за пристапот на туристите до Охрид. Автопатот Кичево-Охрид и другите инфраструктурни проекти на кои интензивно се работи во Македонија се од клучно значење како за државата, така и за соседните земји.